Се наоѓаме моментално на улица адвокатските канцеларии, Пајко Мало. Одма на раздалина од 10 метра се наоѓа старата ограда на бивша Соколана, а Соколана се вика заради тоа што тамо се вршева телесни вежби, на справи, игри разни. Имавме двор 60 на 40, летно време сите работи ги изнесувавме надвор, во дворишчето и таму вежбава. Во таа наша Соколана, таа важеше скоро за целиот круг, од Ново Мало, Пајко Мало, дел од Битпазар. Така да ние имавме околу 500-600 членови, почни од најмалите категории, пионери, младинци, членови и стари членови. Соколана е изградена за време бивша Југославија, пред ратот. Изградена беше од средства на разни спонзори у тоа време, а преку нив се развиваше и други спортови, рецимо одбојка. Одбојката од Скопје ја донесе покојни Панта Поленак, кој беше наслед во Љубљана, а преку Чешка. И тоа е генерација Панта Поленак, Вучко Стојанов, покојни Иван Влахов, Хиро Попот, покојни Желјко, не се сеќавам презимењето, додека ние, втората генерација сме Асен Николовски, ја, покојни Боцевски, Славко Димитровски, покојни Тошо Добровски и други. Во прво време, со оглед дур да ги научивме правила на игра, едно и друго игравме, сами во дворот си имавме наша мрежа, наши столбови и тука редовно, секоја недела тука редовно трениравме. Покасно, почнава такмичења со школи, со оглед на тоа да школата Цветан Димов ни беше одма каршија. Со нив почесто игравме. Негде 45-та година ми се чини игравме и со Радио Скопје, па игравме со авијатичарите летно време на плажа и така натака. Чичко топле, ти ли си? Јас сум да викам. Жив. Чичко, аз сум жив е. Чичко Боце, викам, тој е покој. Добар ден. Ајде за многу години. За многу години. Што правите, како сте? Правиме моје за... Не сум ме видел одамна. Што ке не видиш? Ти си на една степа. Еј, ти си од наша генерација. Не сум. Потатко ти. И ти туки си упикаме ли ванакво. Слушај сега нешто од вака да ве знам. Вие знаете, ама не од вас има добиено Боце, да спрема материјал за историјата и развојот на одбојката во Скопје и Македонија. Вие игравте на теренот во Соколан. Каде на друго место си играше одбојка? Одбојка Се на плажа, на... летен период, одбојката ја префрливме на градска плажа. Си имавме наши кабини, мрежа, све што требаше ги имавме таму. И секој после ручек убаво време се знаеше, после работно време,
на плажа. Имав еден покојни Ацо Рус, тој ни носеше лубеници, екипата што ќе ја добие утакмицата, ја носи лубеницата. Кој беше првиот клуб у Скопје формиран? Па Македонија, така се викаше, ми се чини, значи. Прво Македонија. Македонија. Вие игравте у Македонија, Па, значи. покасно Вардар. У тоа време Македонија. После Македонија После нас се формира работнички, благодарение на Славко Матовски, тој беше иницијатор. А да ти кажам, да не заборавам, сме играли една утакмица одиграна под име Македонија во Соколана. На пропутување беше екипата на Белградски партизан, која важеше за светска класа. И кога ни дојдува у Соколана, да ти кажам право, прстите ни ги спокрчива. Внатре игравте во Соколана? У салата, прва јавна утакмица у сала. Тоа се све звонгова и зракот двометраж. Тоа се луѓе со 100 кил. Како беше резултатот? 0-3. 15-0. Али важно игравте. Ти викам, кога ќе акнеше, кога ќе смечуваше, лоптата дури у таван удараше. А све од тога почна ние да гледаме консистенција. Со напад, со дигање, со напад. Ние поразлично. А ти го дади го пофрлен. Поише со женска одбека. Па женска одбека. Да, со тие, после гледаме други утакмици, гледаме дека ако сакаш да бидеш добро од одбеката, треба да знаеш и да напегаш и да организираш. Каде почнавте да ја популаризирате, како, на кој начин ја популаризиравте тогаш одбојката? Па ти викам со надпревар. Одем по предпријатија, Титор завод, вамо игра на пропагирана од пропагандни одбеката. На игралиште? Титор завод игра. Па види сега, за време на утакмица, на фудбалските утакмици, обично, за време на пауза, ние игравме одбојка. Како го правевте теренот таму? Одмак покрај јужната трибина, што е два стуба само ќе ставиме и мрежата и готова работа. Годините мои почнуваат со физкултура уште од 6 годишна возраст, нарочно со поваѓањето во училиште. Таму исто имавме физкултура, имавме брат Јордан, тој не учеше, не тераше и ни кажуваше да поваѓаме да одиме во Соколана, што значи тоа беше пред 41 година. Така да уште од многу мали ноги сме иделе и сме вежбале као пионери, као пионерчиња, се до нараснатите години своји, додека сме почнали да се такмичиме. Ние бевме големо друштво, во Соколана имаше многу женски, машки, мали, помали, поголеми, од сите врсти луѓе. Ние се викавме брат и сестра, машките викавме браќа, женските се викавме сестри. Прво такмичење сме одржале во град Битола. Битола имавме на справи, атлетика и одбојка. Таму прв пат се играше, имавме добри резултати, добивме награди добри, нашата екипа доби прва награда, јас ја добив таа прва награда со лавровенец и диплома, така да сето тоа беше пострек да се такмичиме и понатака. Во тимот што учествувавме за одбојка, можам да ги спомнам по име, тоа беше Тимка, Љупка, Деса, Ленче, Јелица, Наташа, па и пуно уште други другарки кои имињата не можам да им се сетам, да сум ги забраила. Така да тие бевме многу добри другарки, дружевме, не само што дружевме во Соколана, дружевме и надвор. Имавме организирано стално излети. У Матка сме ишле, на Водно горе сме ишле, у Светилија сме ишле, тоа биле све излети колективни од Соколана. Се ствараше голема љубов и присност према еден према друг, така да доваѓаше и до зимање, склапање на бракови помеѓу нас, младите, и кои ден денеска уште живеат и добро уште се одржуваат, ми се чини. Така да,
Соколаната многу ни помогна, спортот многу ни помогна. Сите елементи кои ги работевме во спортот, па Бога ми, нема да се насмеете, ми се чини да не сум во 74 години, уште би работела. Така да препорачувам и на младината да спортува и да спортува. Што поечку. Секој ќе дигнеме топката, двајца ќе застанат таму во поле, двајца ќе смечират за да можеме да браниме. Јасно ви е? Ај се сите малку да попустите. Дојде, ајде, земете. Ајде, јас малку да подам. Есента 1950 година во градот Прилеп се одржува републички турнир во кој зема учество и 3 екипи од градот Скопје, кои што истите ги зазеле првите 3 места на турнирот. За одбележување е дека во исто време, додека трае овој турнир, се формира и првиот одбојкарски одбор при ФИСОМ на Македонија, при кое формирање највише допринесуваат активности на скопските одбојкарски лица. За одбележување да се каже дека прв претседател тогаш е избран Диме Грозданов, подпредседател Асен Николовски, секретар Токле Атанасовски, а за председател на судиската организација е избран Благоје Боцевски, сите од Скопје. Од 1953 година па наваму во Републиката се одржуваат републички првенства по турнирски систем. Учество земаат екипи од градовите Скопје, Кичево, Кавадарци, Охрид, Струмица, Тетово, Прилеп и други градови од Републиката. Значи, овој начин на надпреварување во турнирски систем ќе потрае се додека ќе дојде време да и наша македонска екипа не се приклучи во сојузниот раг на надпреварување во Југославија. 1951 година во рамките на ФИСОМ прераснува нов сојуз, така наречен Сојуз за спортски игри. Во овој сојуз се опфатени спортовите одбојка, кошарка и големиот ракомет. За прв претседател на овој сојуз бил избран Мишко Божиновски од градот Битола. Нешто покасно, 1953 година, се појава потреба да се формира ново раководство. Во новото раководство за претседател е избран Благоје Боцевски, подпредседател Токле Атанасовски, секретар Александар Паркачев. Не. Што да гледам да ми изеде? Али слабо се на додаве. Сервис има екипа тривке без сервиса. Да не изборам, ќе си излюбо мора да се изборам. Ја послаб екипа тривке без сервис. Може ли да играм? Со одбојка сум дуго време. Живеам во Пајко Мало, кај што се наоѓаше спортскиот центар или спортскиот храм Соколана, каде што секој ден луѓето со срталиште ни беше, играва сите други спортови таму, меѓу највише се играше одбојка, кошарка и гимнастика. Од одбојката засакав, затоа што видов да е многу убави работи, продолжувам да признам, имаше големи врвни играчи у тоа време, тоа беше Благоје Боцевски, Асен Николовски и Токле Атанасов, кои ми беа и првите мои учители во одбојката. Втората генерација доаѓа Омера Гичетен, Војчо Синадиновски, Зоран Божиновски, Часлав Божиновски, браќата Цветанови, Владко и Ѓоре. Тоа се нашата улица Кирил и Методи, која беше 5 години шампион на Македонија, имаше во вестници, стално излагаше дека улица на шампиони. В 1954 година Одбојкарски сојуз на Македонија ме праќа во Белград на еден семинар кој што беше 15 на дена и таму се стекна со звање тренер први разред. Проваќањето од Белград ја преземам една млада екипа од Партизан 1 во која што играва, тоа беше гимназијаци од гимназијата Цветан Димов и таа екипа понатака дојде да го представи Вардар. Комплетно предаден во Вардар.
64 година, при крај на 63 година е формиран Вардар, одбојкашки клуб Вардар, начело со Борче Јанковски, Благоја Стевчевски, Цветанов Ѓорги и Владко. Во периодот од после земјотресот, негде 66 година, се приклучувам како активен играч, односно ме повикува тогашниот репрезентативец Трифун Трифуновски, кој што е еден и од основањето на одбојкарскиот клуб Вардар. Во тоа време Вардар се напреваруваше во Македонска лига. Морам да ги споменам учесниците, тогаш како капитени ни беше Божич Сергеј, Митрович Душко, Трифун Трифуновски, Антон Чапел, еден од најстарите играчи беше покојниот Чапов Димитар. Тука е Таки Буклевски, кој исто понатака ќе стане еден од државните репрезентативци во одбојка. Потова доаѓаат Голубовски, Анте, Душко Корач. Потоа дојде, земавме неколку играчи од помладини од Република, дојде од Струмица Донев Никола, Палазов Ѓорги и уште некои играчи се појачавме малку и првите наши квалификации беа во Суботица. Во Суботица леговме за прв пат во прва лига заедно со Металац од Загреб и Спартак од Суботица. Тоа беше наши први чекори од првата сојузна лига. Екипата од ден на ден се помладуваше, играше позначена улога во југословенската одбојка и сметам тие резултати што почнеме првата, тоа е втората година, да ги даваме, тоа беше резултат на нашата долготрајна работа, на упорна работа и играчите имаа мотив, сака да се докажат нината вредност во КАВЕ, затоа што Македонија до тогаш не се спомнуваше во југословенски рамки дека има одбојка и постои одбојка. Мислам дека во таа генерација највише труми во тој печаток, со свој постарите играчи, тоа беше Митрович, сега Божич Сергеј, Донев Никола, Трифун Трифуновски и така натака, кој покасно од Трифун Трифуновски и Донев Никола стана и први македонски државни репрезентативци, кои застапуваа 1970 година на Балканијадата во Атина. Основните елементи на одбојката и се она што значи во одбојката сум научил од Синадиновски Војо, кој што на одреден начин мислам дека е зачеток на квалитетот на македонската одбојка. Под негово раководство можам да кажам дека излегува голем број на квалитетни играчи. Ова не е, да кажам, со фалење или од нескромност, али можам да кажам дека излегува првите репрезентативци на Југославија, а тоа сум јас и Никола Донев. Јас имам, мислам дека близу 50 настапа за државната репрезентација. Никола Донев има, мислам, доста повеќе од мене, близу 80. И перманентно Вардар, од влагањето во Суботица во првата лига, ние перманентно постигнувавме извонредни резултати, се движевме од 7, 4, тука цело време до 71 година, додека ни беше Војче Синадиновски тренер. И не се работеше само за Вардар како екипа, туку се работеше и за останатите екипи во Републиката, бидејќи тогаш се појавија во Борец се појави квалитетна екипа, во Велес се појавија квалитетни екипи во Струмица и имаше еден подем, мислам дека одбојката во тоа време беше спорт број 1 во развој. 71 година, кога Синадиновски Војче не напушти, дојде една генерација на студент, која што беше втора екипа на Вардар. Заедно, мислам, јас бев останат во Вардар, тоа се работи за 71 година. Сергеј Божич учествуваше во тој состав, Митрович Душко и плејадата на овие млади наши надежни одбојкаши, Богоевски, Србиновски, Мојсов, Тасевски, Докузовски, Петковски, Кузмановски и можда некој ќе заборам, али од 71 година се калеше таа екипа, затоа што мислам дека беше составена и од постари искусни играчи и од помлади играчи.
да фактички најголемиот врв на квалитетот на екипата беше постигнувањето, односно освојувањето на титулата 76 година и учеството во финалето на европските шампиони во Пијасамаки во Финска, каде што го освоивме 4-то место. Учесници беа Динамо Москва, Динамо Букурешт, ЦСКА Софија и Вардар Скопје. Можам слободно да кажам дека тоа беа репрезентациите на Русија, Романија и Бугарија. Јас во Вардар настапував како активен играч до 78 година. 78 година од активното играње се опростив. Земав да ја работам со екипата како тренер и 79 година екипата Вардар успеа да го освои Купот на Југославија. Ја мислам дека тие се два најголеми резултати во историјата на Вардар. После тоа, мислам, оваа генерација на Богоевски, Тасевски, Србиновски, Ѓорчевски, Мојсов и другите играчи продолжија со жнеењето на успесите во југословенската одбојка. И мислам дека јас со гордост можам да кажам дека јас сум дел од таа машинерија и тој клуб каде што на југословенската одбојка и македонската одбојка дадоа врвни играчи и стално јас тоа го потенцирам. Дека во тоа време Богоевски, Тасевски беа врвни европски играчи и секогаш тие двајца играчи беа сметани како крем на европската одбојка и кога се враќа од европските првенства, бидејќи беа учесници на Олимпијада, беа учесници на две европски првенства каде што Југославија има освоено трето место, мислам, бронза, и двајцата играчи беа во првата шесторка. Мислам, развојот на Вардар како квалитет, како тим, тој успон беше до 80-та година и можам слободно да кажам дека после од 80-та година почна падот на квалитетот на македонската одбојка и нормално и падот на Вардар. Во еден мал неспоразум со клубот бев призвен да 1970 година го напуштам Вардар и одам го основаме клубот Работнички. Работнички додуше постоеше ко клуб, ко секција, меѓутоа се појави интерес да градот доби уште една екипа, ме замолија некои другари, така ми придоа и ми кажа дека се заинтересирани да го основиме Работнички, така и Работнички го основивме. Работнички основен во Дојран со Тодор Тодоровски Тошо, Војчо Сендиновски, Цветанов Никола и Петар Алексов. Тоа бе луѓето иницијативниот одбор кој што предложиме да го основиме Работнички и за прв претник го викнаме Владо Ковачев од Караорман. Мислам дека тоа се првите чекори на Работнички, а тоа е екипа комплетна млада, една екипа гимназијалци, која што понатака играше голема улога во југословенската одбојка. Екипата на Работнички беше составена со млади играчи, не можеше Југославија да замисли било во која селекција да нема некој играч, а најпретечно беа играчи во младата репрезентација. Така да Крановиќ, Лепчевски, Крстевски, тоа беа играчи стандардни во репрезентација. Па мислам дека резултатите за Работнички и Вардар се врзани со Војчо Сенадиновски, зашто тоа време два прволигаша не направија, посебно Работнички од школска клупа, од Владимир Назор Дечиња, без никакво појачање, без никакви можности поголеми, да прв пат земе еден тренер да остане од осмолетка да земе деца и за 6 години да влезе од прва лига, тоа е голем успех. Мислам тоа се резултати видливи. Второ, за мене е најголем исто така успех што Работнички влезе во финале на Југославија во Зренјани, кај што игравме за Куп на Југославија. Финалисти бевме за Куп на Југославија. Тоа се резултати кои што можеме да се поноси. За мене исто така беше едно големо признање. Јас бев тренер и на селекцијата на Југославија на А, бев воден на Балканијада, а уште поише можам да се пофалам што 10 години водев младата репрезентација на Југославија. Бев на Балканијада, балкански игри, потоа на европски првенства Монтпеле во Франција, кој што бевме 600 место. Тоа е успех за југословенската, а посебно за македонска одбојка, кај што која репрезентација имаше по 4-5 играчи нас. Да не ги набрам се Ѓорчевски, Пазан Пејица,
па Атанасовски, да не се кажам кои сите, значи репрезентацијата на Југославија во млади не можеше да се замисли без македонски играч. Тоа исто мислам дека тоа беше резултат на мојата работа и мојот труд.